Ако човек ја работи својата работа со љубов и посветеност, тогаш несомнено е дека ќе успее во целта. Вака, гостиварецот Михаел Мерклер започна да ја раскажува својата приказна за дизајнирањето на автомобили во 3D техника и подотворање на вратата од светот на автомобилската индустрија. Наредната 2020 дефинитивно ќе биде негова година. Канадската компанија Електра следното лето треба да започне со производство на супер автомобил на електричен погон, со дизајнерски подпис на младиот гостиварец. Конечниот дизајн е одобрен, а ова ќе биде најефтиниот и најиздржлив електричен спортски автомобил. И самиот дизајн, прв пат кога ќе го видите, прво нешто што мислите дека се работи за возило кое чини над $1.000.000. Меѓутоа, ние свативме дека луѓето пред се прво нешто што ги привлекува е самиот дизајн. Ние сакаме да направиме возило кое ќе изгледа како да е од $1.000.000, меѓутоа да биде многу поевтино и да биде достапно и за луѓето кои ќе бидат од средната класа. Автомобилот ќе има погон на 4 тркала, на сите 4 тркала. Се предпоставува дека ќе го покренуваат 2 електрични мотори кои вкупно ќе имаат отприлика 500 конски сили. И се надеваме дека ќе успееме да направиме возилото со едно полнење да може да помине 800 км. 30-годишниот гостиварец своите модели ги споделува на мрежата Behance, која спојува дизајнери, влюбеници во автомобилизмот и инвеститори од целиот свет. Прв пат вниманието на пошироката јавност Михаел го привлече со својата визија за легендарното возило од бившите ју простори југо, создавајќи дизајн на модерен спортски 101. Меѓу првите проекти кои навистина привлекува многу внимание беше југото. Тоа ми беше на некој начин како предизвик, заради тоа што сите знаеме дека југо и заставените возила на некој начин беа као предмет на подсмев. Сакав да направам нешто, кога би им се дало шанса, дека и тие може да излезат како добри возила. За автомобилите, креирањето на дизајните, часовите поминати покрај компјутерот, потрагата по инспирација, Михаел зборува со голема страст и возбуда. Тој потенцира дека никој почеток не е лесен, но со задоволство внесува максимален труд, време и љубов во автомобилското дизајнирање, за кое верува дека е работа од соништата. 3D програмите се користат за многу работи, почнувајќи од филмската техника па се понатаму. 3D технологијата, поточно со 3D Max, со помош на тој софтвер, ги изработувам автомобилските дизајни. Тоа е нешто во кое се пронаоѓам уште од мојата рана возраст, поточно од 14 години. Нормално секој старт е тежок, не е едноставно, не е нешто што може да се направи со неколку чекори. Младиот гостиварец ни откри дека следен проект на кој работи е спортски автомобил, каде акцент става на специфично отворање на вратите, концепт на лизгање, при што заедно со вратите би се кревал и кровот на возилото.